Корупцијата во земјава станала толку распространета, што граѓаните веќе ја прецепираат како проблем број 1 на државата, дури и пред економските предизвици како високите цени, невработеноста и сиромаштијата. Transparency International во последниот извештај за перцепција на корупцијата, каде земјава забележа сосема незначителен напредок од 2 поена, наведува дека само што почнаа да се појавуваат некои мали знаци на напредок, судскиот систем беше значително нарушен со недемократски направените измени на кривичниот законник. А токму неказнивоста на коруптивното однесување, особено на високите политички функционери, е причина за дополнително продлабочување на овој проблем, за кој прилично гласни последните неколку месеци беа повеќе представници од меѓународната заедница. За тоа каква е денес состојбата со корупцијата во земјава и колку успеавме да направиме некаков напредок изминатите години, разговаравме со Снежана Камиловска-Трповска, еден од авторите на последниот извештај за проценка на корупцијата на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Проблемот корупција како таков е доста значаен за граѓаните, но на жалост резултатите од борбата против корупцијата се доста ниски, што дополнително ги покажува и податоците за вклученост на граѓаните во борбата против корупцијата, односно имено на секој трети граѓанин му е побарано да стори некакво коруптивно дело во текот на 2023 година, но тука имаме позитивен исчекор што секој четврти граѓанин прифатил да го стори тоа, така да отпорот расте, но не треба да се занемари бројката дека за скоро 400.000 граѓани во текот на 2023 година сториле некакво коруптивно дело, се со цел за да си ја завршат својата потреба, која што нели по редот на нештата треба да биде редовно завршена во некои редовни процедури. Постојат и други поразителни податоци кои што само покажуваат дека најголемиот проблем кога станува збор за корупцијата и зошто таа на некој начин не исплатлива тоа е неказнивоста. Односно, кога ќе направиме споредба на тоа колку граѓани биле вклучени во корупција, односно 400.000 предпоставка на граѓани вклучени во корупција, и бројот на предмети со правосилна и судска пресуда од корпусот на дела поврзани со корупција, од некои си 120 и нешто случаи, излага дека за некои си 0,0% случај е досудено и донесена правосилна и судска пресуда. Со тоа само се потврдува дека неказнивоста во делот на корупцијата постои како таков и како тоа е еден од основните механизми за да се ние зборуваме за спречување на корупцијата, бидејќи покрај делот на превенција, градење на систем, репресијата оди рака под рака со целото тоа што гледаме дека недостасува во нашата држава во овој момент. Освен правосудните органи, според Камиловска, клучна во борбата против корупцијата е политичката волја за тоа, односно целосно имплементирање на законите за нејзино сузбивање. Гледаме дека имаме декларативна политичка волја, но на жалост од сите политички чинители не гледаме дека таа декларативна политичка волја се имплементира во пракса. Да, ние може да зборуваме за системски реформи, измени на легислативата, создавање на некакви дополнителни интерсекторски тела, носење на нови закони кои што се во делот на борба против корупција, но битно е да дискутираме колку и како се тие потребни во моментов и какова додадена вредност имаат веќе во констатираната борба. Да не заборавиме дека ние имаме Закон за спречување на корупција и судебни интереси, кој што беше донесен во 2018-та, стапен на сила во 2019-та, со исклучителна вклученост на сите застегнати страни во процесот и оценет како еден од подобрите законски решенија кои што ние ги памтиме во помодерната историја на нашата држава. Се прашањето е зошто недостасува целосна имплементација, не само на тој закон, да го спомнеме законот за лобирање. И ден денеска ние немаме ниту еден лобист регистриран во државава, а сведоци бевме во минатата година, кога од говорница на влада, висок представник на владата изјави дека кога стануваше прашањето со коридорите, дека имал средба со компанијата која што понудила одредено решение за тоа како да се реши прашањето за патната инфраструктура, што директно упатува на постоење на лобирање. Дали и како е регистрирано тоа лобирање, со оглед на тоа дека немаме регистрирано нити еден лобист, можеме само да дискутираме за тоа дека не е почитуван тој закон. И тоа е втората флоскула покрај неказнивоста, која гледаме дека недостасува, односно недостасува делот на
целосна имплементација на правната рамка ние која што ја имаме во сите одредени сегменти во општеството, не само кога зборуваме и за борба против корупцијата, бидејќи корупцијата не е само во еден или два закони, можеме да видиме и во многу други законски решенија каде што вешто успеваме да ги изманипулираме целта и значењето на целта на законот, духот на законот во кој што тој истиот се носи. Кога станува збор за корупција, прва асоциација за граѓаните се функционерите, односно според последните анкети, судиите и обвинителите. Но многу често, вклучени во коруптивни дела се и самите граѓани во секојдневниот живот, особено кога станува збор за здравствените услуги и образованието. Стандардно, некако тоа традиционално истојот одговор го имаме кај граѓаните. Перцепцијата на граѓаните е дека високите функционери, политичарите, пратениците, представниците на владата се едни од најкорумпираните во општеството и нормално дека случаите за сомнежи од корупција кои што произлегуваат и од медиумите, од граѓанскиот сектор, доведуваат да тие податоци се констатираат како такви. Да не заборавиме, највисоко на скалилото се правосудните органи. Секогаш перцепцијата е тука дека за граѓаните дека јавните обвинители, судиите не си ја вршат работата, туку се водат под некои лични побуди и дека се едни од најкорумпираните во општеството. И тоа е кога зборуваме, бидејќи перцепцијата пред се гледа од тоа што се сервира, што граѓанинот може да види. И тоа што се случува, големите случаи поврзани со една голема корупција, доведува да се создаде една таква перцепција. Но тоа не значи дека секојдневно граѓаните не се соочуваат и во други области со корупција. Тука е здравството, тука е образованието, тука е градежништвото, на кое што сме сведоци секојдневно дека имаме многу случаи на ситна корупција на кои што директно влијаат на животот на граѓанинот. Оневозможуваат да си ги спроведе секојдневните активности без да има потреба да фати, народски кажано, врски или уште по-народски кажано со едно мало внимание да си ја заврши работата која што би требало да си ја заврши по редовен пат во сите тие државни институции. Што се однесува до решенијата за оваа ситуација во која се наоѓаме, Камиловска Трповска вели дека ако сакаме, можеме да ја намалиме корупцијата во 3 чекори. Па топла вода не треба да се смислува за ова прашање. Многу се едноставни во принцип одговорите и јас би ги сублимирала во 3 круцијални, кои што пред се започнуваат со реална искажана политичка волја од сите чинители, не декларативно, не да видиме во политичките програми на партиите едни прозаични, прекрасни зборови за тоа дека има нулта корупција, дека нема да дозволат да се продолжи со неказнивоста, дека ќе ја спроведат казнивоста. Не, да видиме конкретни акции кои што ќе доведат до промена на овој системски проблем. А тоа е политичката волја. Да, тоа знаеме дека може на политичките партии секако нема да им биде секогаш во прилог, но тоа е она што го бараат граѓаните. Граѓаните бараат да видат акција која што ќе придонесе да се подобри нивниот секојдневен живот. Така да политичката волја е приоритет, бидејќи сите други останати прашања без политичката волја може да бидат само празни флоскули. Второто кое што треба да го дискутираме е постоење на целосна имплементација на законодавството кое што веќе го имаме. Да не правиме нови закони само затоа што досегашните не се имплементираат од непознати причини, туку да се концентрираме на тоа што и како можеме да спроведеме во рамки на законодавството што го имаме. Години наназад и меѓународните заедници, а и ние тука сме свесни граѓанскиот сектор, ние имаме една добра правна рамка која што нуди правна сигурност и обезбедува права и обврски за сите чинители која што ќе даде добра основа за ние да се бориме со корупцијата. Треба да се имплементира. Да не бараме, што би се рекло, игла во сеното, односно игла во законот, зошто и како одредено нешто не може да се имплементира, за понатсосна тоа да го решаваме со нов закон кој што повторно ќе има истата судбина. Така да тоа е второто. И третото, кое што вајда би било шлагот на тортата, е казнивоста. Ние мораме да видиме правосудни органи, правосудство кое што ќе биде спремно да навистина се бори против корупцијата. Да, тоа подразбира целосна реформа на целиот тој правосуден систем и тоа не треба да не плаши да го спроведеме. Напротив, доколку сакаме ние да се бориме за тие некои европски принципи кон кои што тежнееме, ние мора да бидеме спремни да превземеме чекори кои што ќе значат целосни реформи.
Реформата во правосудството која што ќе доведе до соодветна казнивост на сторителите на кривични дела поврзани со корупција е исклучително основен механизам за ние да збориме за борба против корупција. Покрај кривање на систем, мораме да збориме и за кривање на систем за репресија.